да ја проучиш добро историјата на таа земја. Мислите ли дека господинот Буш имал часови по историја претходно? За Ирак, Виетнам? За една работа со Филип, факт е дека тој е во моментот најмокниот председател, затоа што е председател на Америка. Меѓутоа, уште едно е факт дека неговиот рейтинг паѓа толку поради овие работи што се случуваат, толку поради тоа што него го сметат во моментов за најголем агресор во светот. Исто така, како што го сметат за најмоќен човек. Значи, рейтингот на Буш факт е дека е паднат и мислам дека понатаму треба малку да се свестат и да видат навистина каква политика понатаму ќе, затоа што го сметаат за светски агресор исто така. Да, може, имате уште 25 секунди. Иако не би сакал да се разбере како заштитник на републиканските интереси, од 45-та година навака повеќе војни во Америка водат демократите од републиканците, така што не е мерило господин Буш за американската надворешна политика, туку он е само еден експонент кој што во низа ги следи државните интереси на Америка, кои што се такви какви што се и ние треба да се научиме како од тие позиции да извлечеме бенефит, а има начин. Уште 25 секунди имате и вие. Мислите ли дека може да извлечеме бенефит од ова искуство? Ние веќе извлековме еден бенефит од Америка, Америка е призна Македонија, тој е најголемиот бенефит до сега што можевме. Да, точно. Во негово време се и затоа и го потенцирам тоа. Меѓутоа не сум за војни. Апсолутно не. Јас сум човек кој што е гласно и јасно против војни. Ви благодарам многу. Во Loose Change, инаку документарецот кој што вие го коментиравте во вашата саботна емисија, младите автори ќе кажат дека после 9/11 на Буш му е дозволено скоро се да каже. Па добро, тој е и доколку е режија на целото тоа околу септември 11 е направено токму за... Извинувам, бидете демократ. Е направено токму заради тоа. Меѓутоа, јас би влегол малку во подруго ова. Јас сум миролюбив исто како што е Наташа. Да. Значи, вие вечерва се сложувате со Наташа. Светот го сваќам како make love not war. Аплауз дајте му, браво. Да, доколку и би имала Македонија носачи, доколку би имала толку голема војска, председателот не би се викал Буш, туку би се викал Грмушка. Така да видим. Миленко Неделковски ви остави 20 секунди од неговите 60. Кому му се потребни, господине Филип Петровски, сите овие војни? Да не се разбереме погрешно, нити јас не сум застапник на војната, се обидов само објективно да ја објаснам позицијата од која што се води и спроведува американската политика, бидејќи ја проучувам. Толку, инаку нема проблем, сите сме за мир. Така, кому му се потребни сите овие војни? Војни воглавном се водат за енергетски извори. И за доминација во светот и за продажба на оружје. И мислите дека ова е добра стратегија, зашто тогаш секогаш прва на ранг листата е Америка? Гледайте, јас не проценувам дали е добра или е лоша стратегијата, јас само ја објаснувам стратегијата и таа стратегија е издржана од позиција на оној што ја спроведува во сопствен интерес, а тоа е Америка.